Најубавото, светски познатото беровско сирење поминува низ вредните раце на беровските домакинки. Јонка Геренска и незиното семејство од своето стадо од 150 грла овци годишно добиваат околу 8 до 10 тони млеко, од кое произведуваат од 120 до 150 килограми сирење. Познато беровско сирење кое завршува на трапезите ширум државата. Производители сме на бело овчо сирење. Целото млеко го преработуваме, не го продаваме во млеко, правиме сирење. Сирењето е доста барано и се троши во Куманово, Скопје, Битола, оди исто така во Струмица поголем дел. Рецептот и марифетот за убаво сирење Јонка го наследила од своите родители и од родителите на својот сопруг, а таа самата сирење прави веќе 20 години, но интерес кај младите за продолжување на производството засега не гледа. Цвеќињата и сите треви што се растутуваат во јуни, крајот на мај и јуни, и тогаш е најквалитетно сирењето. Нема интересот по младите. Не, и со нас нема да продолжи производството на сирење, затоа што во Малешевијата бројот на овците секојдневно се намалуваат. Не се оставаат млади јагниња. Најважното за добро сирење е хигиената и одржувањето на температурата и при производството и при чувањето на сирењето. Пред се хигиената и самото производство зависи од самиот производител. Сирењето се произведува во одредени услови, температурите се најбитни, некаде подсирувањето на млекото од 30 до 32 степена и потоа просторијата во која се чува сирењето треба температурата да изнесува некаде од 15 до 18 степени. Помошта од државата за субвенционирање по грло редовно ја добиваат и им е повеќе од добре дојдена, особено кога годината и не е толку погодна за да се произведе потребната количина на сирење.